А во продолжение, како што најави Александар, собранискиот брифинг со Весна Велкова и нејзиниот гостин, претеникот Кастриот Реджепи, кој што е член на Комитетот за односи меѓу заедниците. Исто така член на БЕСА, меѓутоа не е оваа тема која што разговаравме со господинот Зендели. Весна, повелете наредните 15 минути се ваши. Така е, Владче, нема да зборуваме за лични карти, бидејќи пред нас гостинот Фадиле Зендели све си објасни, но во собранието секогаш има битни теми за кои може да се разговара во секој момент. Денеска наплатне Комитетот за односи меѓу заедниците ќе заседава. Значи, на денешното заседание на овој комитет на дневен ред ќе биде агендата односно програмата за неговата работа. Добро утро, господине Реджепи. Добро утро, благодарам на можноста. Да, веќе најавив една од темите, другите ќе ги следат нашите гледачи поред, ќе останат до крај со нас. Значи, прашањето ми е, Комитетот за односи меѓу заедниците така некако има звучно име и има големи обврски, нели, посебно во нашата држава, но некако секогаш не го гледаме многу во јавноста овој комитет. Денеска ќе се усвои програмата. За каква програма станува збор? Дел од програмата, да ни откриете. Па прво сакам да нагласам дека комитетот е уставна категорија, значи со членот со амандманот 12 е уреден потребата на основање на овој комитет и веќе од 2007 година имаме и закон за комитетот. Како што кажавте, е многу битен, значи орган и институција во склоп на собранието кој треба да ги третира односите меѓу заедниците и сите прашања и да даде мислења во кои треба собранието да постапи и да преземе одлуки. Иако е многу важна улогата на овој комитет, за жал може да заклучиме дека во минатото не бил искористен капацитетот на оваа институција, посебно и во време кога сме имале доста, можеби, тензични меѓуетнички односи во државата. Се надевам и пристапот на овој состав, на чело со председателката, е да биде доста активен, да игра важна улога и затоа денеска на втората седница ќе ја усвоиме програмата на комитетот. Што е најбитно во ова? Значи, во програмата има сет на активности кои ќе ги преземе комитетот. Значи, сега може да зборувам како план за работа, пошто треба да се усвои, значи има разгледување на податоци за стварување на начелото на соодветна правична застапеност на граѓаните во институциите, значи ќе има анализи на извештаи кои доаѓаат од институциите, од Министерството за политички систем, Народниот правобранител и други министерства и институции. И така ќе има исто така и средби и има план за редовни средби и со невладни организации, со меѓународни институции, со кои може се прибрат информации, да се направат извештаи, така да има квартални извештаи кои ќе се разгледуваат и на тој начин ќе ги следиме состојби да ги дадеме препораки. Меѓу заедниците, така, тоа Да. Ќе се работи за прашања, комитетот ги третира прашањата околу односите и правата на заедниците во државата. Како ги оценувате во моментов односите меѓу заедниците? Видете, ние сме свесни дека, значи, со новата влада, и тоа може да кажам после изборите во 2016 година, се работеше доста на подобрување на нарушените односи, на тие тензии кои надзира и за кои извештаите од меѓународните институции наведува. Значи, ова е една динамична материја која треба да се третира нон-стоп со размер на информации, со предлози, се во цел за да има подобрување и унапредување на правата на заедниците, така да има една хармонија и кохезија во државата. Мислам дека има добра основа за да работиме заедно, за да ги подробиме. За да се подобрат уште подобро. Денеска во работна посета на собранието е известителот на Македонија, господинот Илхан Кјучук. Ќе се сретне со координаторите на сите пратенички групи. Сега, прашањето ми е, веќе слушнавме вчера од вчерашните средби со премиерот, со шефот на дипломатијата, со вице-премиерот за европски прашања.
дека билатералните односи меѓу државите треба да си ги решаваат самите држави, но слушнавме и дека Македонија треба да продолжи со реформите. До каде сме ние со реформите? Значи, посетата на господин Кјучук е доста важна. Он е и голем пријател на земјата. Сме имале ние и онлайн средба во почетокот на формирање на овој пратенички состав. Нормално тој е тука да мени информации и да не поттикне државата и институциите да работат и понатам по спроведување на реформите. Значи, ние сега, ова влада веќе е неколку месеци, може се каже дека поголем дел од неа беше и 3 години пред тоа. Работела, значи се обидува за да врши што повеќе реформи во најважните полиња кои биле дискутабилни во минатото, значи на владење на правото, на борбата против корупцијата, на реформите во администрација, на безбедносен систем и така натаму. Сега веќе како членка на НАТО. За жал, значи, знаете дека сме во пандемија, во една несвојствена состојба, но тоа не е причина за да уште повеќе заангажираме да во овој мандат да ги спроведеме реформите потребни и за нашата интеграција во Европската Унија, но и за самите себе си, бидејќи на такав начин функционирање на институциите ќе дадат резултат за подобар живот и за една подемократска држава. Така, реформите се за сите граѓани и најдобро е што побрзо тие да бидат реализирани. Ќе преминам на третото неизбежно прашање, година на локални избори, но во меѓувреме се бараат и презбремени парламентарни избори. По премиерот Заев вчера и лидерот на Дуј Ахмети рече дека е против избори. Знаеме дека и вие сте дел од коалицијата, но сепак да го слушнеме и вашиот став. Значи, барање на превртени избори кај нас во нашата држава стана навика. Веќе следниот ден, после изборниот ден, опозиционите партии барат превремените избори и тоа е демократско право, но знаем, веќе скоро сме имале ние избори, граѓаните се изјаснија за ова владина коалиција, која ќе треба да владее, да ги спроведува реформите, да работи во еден 4-годишен мандат. Свесни сме дека сме имале многу често изборни циклуси кои коштат на некој начин и некој начин и малтретирање на граѓаните, така да во овој момент не гледаме причина зашто би имале предвременни избори и мислам дека ова мнозинство ќе го истрај мандатот кој е доделен од граѓаните кои решаваат кој треба да биде во мнозинството. Значи, во моментот не гледам причина за предвременни избори. А локалните избори, како ќе одите самостојно, во коалиција повторно? Значи, се подготвувате ли какви се математиките, пресметките во партијата? Како сите партии, ние значи, сме во изборна година, сме со активности со структурите, припремање во органите на разгледување на можните кандидатури, но и можните модели на настапи. Во моментот, значи, одиме се припремаме на излегување на овие избори како сами, како партија со листи, но ова е процес динамичен во кој може ќе се види дали ќе има и некоја соработка, што е нормално во едно демократско општество, во еден циклус да има и соработка помеѓу партиите, зависно од околностите во локалните единици. Дали веќе има такви разговори на ниво СДСМ БЕСА или така? Значи, разговори има скоро сите партии со сите разгледуваат. Нормално ние направивме и предизборна коалиција за прв пат. Значи, сега се имате повторно комуницираме, ги разгледуваме и овие опции. Нормално треба и партиските органи да решават како ќе биде најдобро за да се настапи. Имаме и разговори и со други политички партии, но за сега сите се во рана фаза. Сакам да се задржам, пратениците се во последно време повторно многу популарни. Значи, нивната популарност не изостанува во ниту еден момент. Повторно, лидерот на ВМРО ДПМН Кристијан Мицковски најави дека сега веќе направи одбраниско мнозинство. Ако направи одбраниско мнозинство, тоа значи дека дел од владеачката коалиција треба да премине во нивните редови. Какви се шансите да биде разбиена владеачкото мнозинство наспроти сега овие најави на... Значи, исто и ова е тема што повеќе месеци се врнели со изјави од
представници од ВМРО командно раководството. Значи, сме свесни дека тоа не се случило, така да до моментот дека доколку би имале, веќе би го објавиле тоа, но ова на некој начин е повеќе за третирање на структурите кои се незадоволни, пошто се нели во опозиција, така да треба да им се даде некоја надеж дека еве наскоро ние ќе дојдеме особено за да се држат во кондиција и за сега предстојните локални избори. Мислам дека повеќе има изгледи да ова мнозинство да се зголеми со поддршка од други пратеници кои не се согласуваат со блокирање на процесите во собранието, туку сакаат да допринесат на усвојување и донесување на закони, подобрување на тие законски проекти за доброто на граѓаните на државата. Така да во момент мнозинството се функционира нормално со тие бројки што ги има и значи, има и најава и желба за и спремност за поддршка на мнозинството и за сите некои предлози кои ќе одат за добро на државата и на граѓаните. Уште едно последно прашање, сакам да прашам, како пратеник секојдневно имате и контакти со граѓани и овде работа, или оној кој сака да работи, секојаш има многу работа. На што сега работи пратеничката група на БЕСА? Значи, БЕСА како партија? Да, во моментот, значи членовите од групата пратеници на БЕСА, кои се членови во работните тела, во комисиите, учествуваат во комисиските расправи и разгледување на предлог законите. Исто така, значи, го спомнавме, значи, законот за лична карта, кој е наш предлог, е веќе на комисиска расправа и да работиме во тоа, во објаснување на некои колеги кои имаат дилеми за што се работи и ги анализираме сите предлози што доаѓаат од влада, материјалите кои се во собрание, за да ги спремаме амандмани или предлози или анализи кои има потреба за подобрување. Така да има доста работа, како што кажавте, да, и некој повеќе не помогу. Значи, лично, според статистиката, видов дека сум доста активен, веќе меѓу првите 11 пратеници, така да има доста работа во услови кои на пандемија, кои не се толку лесни за работа, но се обидуваме да го дадеме нашиот максимум за тоа зашто сме избрани од граѓаните, од гласачите на државата. Тешко до онлайн собрание, мора тука да си доаѓате на работа. Видете, ова е прашање што се покрена, но за жал не најдовме разбирање од опозицијата, иако значи, се работи за онлайн не целосно, туку да им се возможи само на тие пратеници кои се во изолација или самоизолација. И како пример може да истакнам дека се работи за пратеници чиј член на семејство бил позитивен и он заради тоа е спречен за да учествува во седниците. Не знам зашто се блокира измената на деловникот, но ќе беше тоа за поефективно работење, но тоа е. Значи, опозицијата го блокира тоа и моментално сме на тоа. Сега, дали имаме некој пратеник во изолација? Во моментот немам информација. Обично, кога има пленарни седници, тогаш дознаваме, во момент немам информација. Зборувам за мнозинството. Така. Ви благодарам на разговорот, што бевте гостин во Собраниски брифинг. Благодарам. Студио, ова беше разговорот со пратеникот на БЕСА Реджепи.